Здруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива од Куманово со 40 овластени наблюдувачи лица со попреченост ги наблюдуваше вчерашните претседателски избори на ниво на државата. Од Здруженијето истакнаа дека ги наблюдувале нерегуларностите кои се однесуваат најмногу за лицата со попреченост. Најголем дел од забелешките се однесуваат на параваните за гласање, на некои гласачки места воопшто не биле поставени, некои нерасклопени, а на едно гласачко место во Охрид параванот бил поставен во ходник. Сите знаеме дека ниеден гласач не гласа надвор од гласачкото место и тоа е запишано во дневникот како приговор од нашиот наблюдувач. Она друго што имаат пријавено стиковитите прикази на поголемиот процент од гласачките места воопшто ги нема, не поставени, а повеќе лица со попреченост не се пронајдени на гласачкиот список. А односот на избирачките одбори кон гласачите со попреченост и кон наблюдувачите е позитивен овој пат. Сметаме дека обуките што ги одржа ДИК пред самиот процес на избори за претседателски избори допринесе овие лица да бидат прифатени барем од избирачките одбори. Досега само на едно гласачко место претседателот на избирачкиот одбор на нашиот наблюдувач му кажал дека не е потребно тука да биде, затоа што немаат такви лица. Јас се прашувам какви се тие лица и како може така некој да му каже на еден наблюдувач. Нашите наблюдувачи се исти како останатите, иако се лица со попреченост. Инклузива на последниот извештај од референдумот утврди дека 71% од гласачките места не се пристапни за лицата со инвалидитет, па затоа со Државната изборна комисија бараа начин за облажување на непристапноста. По ова Инклузива предложи, а комисијата успеа да набави 100 монтажни рампи кои се распоредени во повеќето градови, како и 4 гасеничари, алатка која се движи по скалите заедно со лицето со количка. Од Здруженијето се надеваат дека овој пример ќе им послужи на останатите институции, особено училиштата каде што има ученици со попреченост.